Добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерашнава дебата, вечерашново отворено студио всушност е поттикнато од два настапи на вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи. Прво дека патот до Брисел води преку Охрид, вака парафразирам, а претходно постара една изјава каде што вели дека не ја признава, односно никогаш не станал на македонската химна, а за посетување во претходната влада, во претходната извршна власт беше и министер за здравство, но потоа и од потврдата дека Македонија станува двојазично, односно дека главниот стремеж на оваа коалиција во извршната власт, звезда водилка на коалицијата е двојазичноста, која што пак ја дава Артан Груби. Тие двајцата, и Бујар Османи и Артан Груби, се најблиските соработници на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Па веројатно тука на место е прашањето што тоа денеска се раѓа над Македонија. Со мене во студиото ја имам честа да биде Билјана Ванковска, универзитетска професорка, колумнистка, активна во јавноста, што ја снема од јавната сцена едно добри 3 години, ако не се лажам. Добро вечер, добре дојдовте во телевизиско студио. Благодарам, малку е чудно чувството, меѓутоа еве тука сум. Така. Меѓутоа, не е дека ве немаше. Доста сте активни по социјалните мрежи, доста сте активни, имате свој блог, си пишувате своји ставови таму. Зошто се повлековте? Веројатно замореност, веројатно чувство дека доаѓа момент кога, да го парафразирам Иво Андрич, паметните замолчуваат или веќе нема атмосфера за разговор, за разумен диалог. Тоа го почувствува во еден момент и можеби последната капка во чашата беше една клевета од еден ваш колега новинар, поврзано со бомбите и така натаму. И тогаш сватив дека практично човек може 20 години да ја обслужува јавноста како јавен интелектуалец, да излигува на сите предизвици, а потоа да му наклеветат нешто и да му го доведат во прашање и угледот, честа и така натаму. Јас добив извинување, јас и колешката Силјановска од Алсат телевизија. Меѓутоа, мојата одлука после тоа беше дека е време за повлекување и за активизам на друг начин. Како што рековте, јас не замолчев и никој не може да ме обвини дека не ме засегало тоа што се случува. Одлучив да действувам во едно време и преку пленумите, колумните се моја константа, социјалната мрежа Facebook е исто така еден мој мал виртуелен свет, па мислам дека се уште можам да се наречам јавен интелектуалец после се. Така, ајде сега малку за телевизиската публика. Сепак вие сте доктор по политички науки, професор и раководите и со постдипломските студии, особено и за мир и за мир и развој. Колку се, ако гледаме во актуелната политичка сцена, која што да фатиме малку и пошироко, се започна, како што ги спомнавте, бомбите. Па еден вид на, како сака да ја наречат, шарена револуција. Па дојде до смена на власт со многу интересни бројки кои што ги покажа изборите. На 2 пати беше одложувано, значи еден комплекс на ситуации кои што на крај завршија со Тиранската платформа, која што стана условување за формирањето на владата и некако поред си течат сега тие делови од албанската платформа, која што не секој гледа со розови очила кога станува збор за тоа како се исполнува и што тоа може да донесе. Може ли една ваша оценка? Колку е Тиранската платформа основата и за ова што се случи со Бугарија, договорот за добро соседство, кој што допрва ќе видиме што ќе се случува во собранието, и овие затоплување на односите со Грција, но и овој дел околу двојазичноста во Република Македонија, кое што најде на критики и од еврокомесарот Хан.
Добро, вие започнувате ова, да речем, ретроспектива со бомбите, односно тоа е кулминацијата Таму на некаде ве снема, ја затоа ја почнав Добро, како една цела. мојот поглед и перспектива на она што се случува е навистина од аспект на човек што ги проучува општествените феномени во континуитет. Ништо не се случува одеднаш, дури она што изгледа шокантно или неочекувано, всушност имало предисторија, има корени, има индици. Ние во науката велиме рано предупредување, значи имате сигнали, индиции дека нешто се случува, вие го игнорирате. Потоа веќе ви се создава проблем, па барате превенција, барем да спречите да се ескалира ситуацијата. Потоа кога ќе дојде до ескалација, гасите пожари, тогаш имате многу лимитирани средства да се справите со кризата. И на крај имате посткризниот период, да речеме, на така наречена нормализација. Тоа е ова што би требало да ни се случува по така наречениот план 369, 6 месеца веќе помина и така натаму. Значи, ескалацијата во видот на бомбите и она што следуваше, јас би рекла, премин од рамковна Македонија во пржинска Македонија. Сега веќе не знам како ќе ја наречеме, затоа што на дневен ред ни го подготвуваат дури и финалното решение за името, барем каква што е најавата. Е континуитет. Само кој тоа ни го подготвуваат? Однадвор или има и луѓе што се однадвор? Се разбира дека никој не може однадвор да ве натера доколку немате, сега да употребам груб збор, колаборационисти, односно луѓе подготвени за соработка, кои тоа ќе го направат, ќе го подготват теренот да јавноста го прифати. И она што особено ми пречи е што се очекува македонските граѓани на референдум да преземат историска одговорност наместо плашливите политичари кои сакаат да останат чисти од целата таа работа, па потоа да речат народот така сакаше. Тоа е веќе нели друга тема. Зборот ми беше, се вратам назад, значи ние имаме политичка криза во континуитет. Секако дека елементите на таа криза постоеле и пред 2001. Меѓутоа, 2001 е клучната точка за да се прашаме и што се раѓа над Македонија, и во Македонија, и од Македонија и така натаму. Така што ова е нормален, логичен след на работите. Јас ова постојано сум го пишувала и зборувала. Немојте да се чудите ако елитите, етничките лидери се договараат тајно. Си прават тефтерчиња, си прават нати дај ми, ја тебе овде, ти мене онде. Така натаму. Значи, рамката која е вградена во Уставот, во она што ние теориски го викаме консоцијален модел, или power sharing, споделување на власта помеѓу етничките заедници, нагласувам заедници. И тука веќе реферирам на она што пред неколку дена председателот на МАНУ го спомна, македонската заедница треба да има разбирање за останатите заедници, за барањата на албанската и така натаму. Значи на ниво на заедници. Консоцијацијата е тоа. Ја не знам зошто мнозина, дури и познавачи, и уставни експерти, и политиколози и така натаму, се прават дека се изненадени. Значи, тоа ви е втемелено во Уставот. Тој модел го раѓа ова дисфункционално општество кое не може да создаде гравитационен центар и да се здружи како политичка заедница, како демос, како граѓанско општество, иако тоа многу го користат, меѓутоа не е тоа, туку имате фиксирање и јакнење на етничките тенденции, на етничкиот пазар, на договорите помеѓу поглавиците, ќе бидам груба да кажам, кои се непринципијални. Тој модел, уште во моментот кога беше вграден во Уставот, сите знаевме дека има фабричка мана, затоа што авторот на тој модел, главниот теоретичар кој го елаборира, Арент Липхарт и така натаму, вели, за да има успешно функционирање на тој политички систем, треба да има минимум 3 заедници, 3 сегмента. Ние уште тогаш знаевме дека имаме диспропорција. 65% македонска, еве да речам заедница, да употребам таков наметнат термин, и 25% друга заедница, и оние останатите сите заедно прават 10. Го немате балансот, ги немате предпоставките за успешно функционирање и тоа логично води до бинационална држава.
Ја не знам зошто се луѓето изненадени, зошто се чудиме и за јазикот. Јазикот беше на дневен ред. Зошто е чудењето? Чуденката произлегува ако, нели, толкуваме дека рамката е вградена во Уставот. Да, во Уставот е вградена. И не може така, да се смени, што е најстрашно. Затоа што токму со вакви решенија како што се наметнуваат, се вели е добро, ајде сега нема да ги решаваме, како беше, нема по вертикала, ќе одиме по хоризонтала, ќе видиме што ќе биде со А не знаеме што е законот, вертикала и со тоа што е законот. хоризонтала? Да, демек нема да се влегува, него ќе идеме по хоризонтала и во хоризонталата тука ќе ги вметнеме, нели, ќе ги направиме сите решенија кои што фактички ќе го, ајде просто кажано, ќе го заобиколат Уставот. Уставот во ваков модел, како што ви го опишав, се обидувам да бидам едноставна во елаборациите за граѓаните, зашто мислам дека толку години после рамковниот не сме успеале се уште така јасно да ги поставиме работите. Тој модел се заснева не на почитување на правото и на Уставот и на владењето на правото, туку на неговата флексибилност. Затоа што се зависи од пазарот. И сега кога вие имате две, джа и бу, пазарот меѓу нив е или ќе имаме влада или нема да имаме влада. Ние така ја добивме оваа влада со ДУИ како константа. Значи имаме влада на континуитет. Едниот коалиционен партнер, вие истиот оној за кого сме имале индиции и за криминал, и за злоупотреби, и за се и се што, тој остана недопрен со чист образ, да речам, па дури и со подзасилени позиции во однос на таа тиранска платформа, барањата и така натаму. Изјави уште повеќе им се засилува. Мислам, тоа и беше и целта. Работата е дека е сега моментот. Значи, зборуваме 6 месеци по формирањето на владата. Тие се обидоа на секој начин да го протуркаат и законот за јазици пред изборите, па не им успеа, локалните избори малку ги пореметија. Сега ќе се трудат да го направат тоа во наредниот период, затоа што е тоа клучниот услов за да опстане коалицијата. А владата на Зоран Заев е практично слаба влада, затоа што зависи од неколку гласа во парламентот. Тој најави додуше во еден период дека ќе го зголемел парламентарното мнозинство, не знам како, освен ако не купи претеници, да бидам груба. Нешто се шушка околу известни пазари со претеници, така што значи ќе биде слаб премиер во смисла на тоа дека ќе мора да му ги испорача на коалициониот партнер сите негови барања или сето она што е договорено. Да подсетам се да бидеме фер дека ваквиот пазар постоел во континуитет. Тоа го правела и претходната влада секогаш, после секој изборен процес, кога се седнуваат на маса, што барате вие, што даваме ние или како ќе се договараме, албанската страна, морам така да наречам, имала јасни позиции од автентичното толкување на законот за амнестија, амнестијата за хашките случаи. Беше најбезобразниот начин на кршење. И законот од 2008 апсолутно. Значи законот, ајде да се подсетиме, прашањето за употребата на јазиците е старо прашање. ВМРО успеа во тој период да го договори на недемократски, нетранспарентен начин е донесен законот. А денешната власт, тогашна опозиција, беше жестока во критиките во парламентот за тој закон. Беше вратен од председателот кој што не беше Бранко Црвенковски, беше вратен и повторно во собрание и беше на ново донесен. Тој го искористи правото на суспензивно вето токму на тој закон. Иако ние кратко паметиме, нели, па вреди да се подсетуваме на овие моменти. Значи, тоа се тие работи што ќе направиме чекор напред, па можеби малку ќе се повлечеме, па потоа ќе добиеме уште малку повеќе и така натаму. А затоа, да ви кажам искрено, од избори до избори, не може рационален човек да зборува за празник на демократијата, кога знае дека денот после изборите седнуваат на маса поглавиците етнички да се договорат што уште остана од таа агенда. Оваа тиранска агенда, односно платформа, односно сега не велат не е тиранска, скопска е, каква и да е. Таа е заснована на етнополитички барања. Нема во ништо демократско, освен флоскулите НАТО, ЕУ, реформи, има неколку реченици. Меѓутоа, другите ставки, таа страна точно знае што сака, што испорачува и ја знае својата тежина, политичка тежина. Од нив зависи дали ќе има влада.
Што значи, по моја проценка, кој и да е македонскиот, да речам, политички партнер во владата е во ситуација да испорачува, затоа што веќе мора се надоградува агендата. На еден закон доаѓа овој другиот со проширен опсек на употреба на јазикот на целата територија. Барања кои стануваат се поотворени, флагрантни, понекогаш дрски, понекогаш безобразни во реториката и така натаму. Македонците остануваат збунети како заспана убавица, па се чудат. Тоа е вградено во уставот. Се додека постои пазар, нема да има демос, нема да има демократија, нема да има граѓански концепт. Добро, тоа и логично доаѓа. Ако некој веќе сам се грижи за економија, за екологија и за останатите прашања, тука се прашањата чисто етнички. И нема што да се... Тоа е базата за владиниот договор, а потоа ќе зборуваат тие и за кој да го земе здравство, кој да земе образование. И дури распределбата на ресорите во владата оди исто така со големо пазарење околу моќта, ресурсите што ги носи одредена позиција или можеби политичкиот рейтинг, да речеме важноста да имаат председател на собрание на Република Македонија, исто така еден чекор плюс во смисла на вториот човек по легитимитет во државата. Не смееме да заборавиме и да кажеме дека двоезичноста за која што денес го започнуваме денеска овој интервју, овој разговор, не потекна директно само од Тиранската платформа. Не. Двоезичноста си беше најавена, нели, со, како беше, најава за двојазичност во музичко училиште за солфеж, колку што се сеќавам во Прилеп, уште во предизборието. И тоа лично од човекот што сега е премиер, што се обидува со европско знаменце да го протне. Разликата од претходниот овој политички договор, што велам, така системот го налага тоа и тука се договараат. Точно е дека Зоран Заев направи чекор плюс, тој тргна во пресрет на албанското гласачко тело, понесен од настаните и уверувањата дека може од таму заради нарушениот углед на ДУИ. Албанците си беа разочарани од власта на таа партија. Знаете што мене ми е проблем? Мене ми е проблем што доколку ова е едно што се испорача барањата. Проблем ми е кога една партија која што претендира за, нели, со лидер кој што претендира да биде премиер, тргнува со ветувања кои што ги надминуваат уставните рамки. Видите, во политичка пропагандна кампања, изборна и така натаму, се ветува се и се. Кога се игра со вакви прашања кои што може да бидат, нели, многу лесно запалливи, не би требало да се даде таква слобода. Ја можам да се сложам дека не би требале многу работи во изборна кампања, и говор на омраза, и негативна кампања, и понижување. Тоа и се продолжува и против. Вклучително, разбирате, мислам, на националистичка карта се играле и беа во убав брак Али Ахмети и Груевски, па кој ќе дојдеш до изборите одма вадеа нели, вадеа воени бои, се шараа. Значи, за да подкренат тензија, за да се продадат подобро на политичкиот пазар, и таа националистичка игра е исто така во логиката на овој систем. Како да ги добиеме? Овде навистина настана пресврт со тоа што делот од албанското гласачко тело видовме по резултатите. Разочарано од своите партии, поверува дека можеби нивните етнички барања ќе бидат задоволени од овој премиер, иако е македонец, и од оваа политичка партија која им излегува во пресрет претходно, не после изборите, туку уште пред изборите. На база на тоа, тие фактички успеа да добијат прилично добар резултат, одличен резултат, нели, на изборите, иако сега ако гледаме по бројките, повеќе гласови освои тогаш владеачката партија. ВМРО ДПМН имаше се уште во декември месец повеќе гласови. Тоа е промената, сега е прашањето како и дали ова, да речам, македонската компонента од биетничката влада ќе успее да ги амортизира се поголемите апетити и докаде ќе одат апетитите на албанскиот партнер. Ние сега зборуваме за овие вакви етнички важни прашања, меѓутоа ќе има и материјални, и дистрибуцијата на ресурсите, и, например,
Вие имате Па добро, ако земеме да политиката на ако континуитет. толкуваме цела, нели, ако земеме сите барања што се наведени во тој лист хартија, тиранска платформа, што го понесе името, ајде да земеме дека Скопска, не добро. еве Скопска или било каде да е, во таа платформа гледаме дека апсолутно се исполнува. Од тоа дека се најавуваат меѓународни изјави, истраги за случаи кои што се етнички сензитивни, гледаме и денеска каков резултат има од нели судството, независното судство во Република Македонија, до нели воведувањето на двојазичноста, преку, како оцени повторно Бујар Османи, историскиот договор со Република Бугарија и покрај нели прашања кои што се хиперсензитивни за мнозинската заедница во Република Македонија, прашањето со Грција за двојазичноста, Геноцидот, да не го геноцидот забораваме. кој што повторно се враќа во игра. И тоа можна интересно, ако земеме да ги анализираме сега односите помеѓу албанските партии, а тоа ќе го направиме и после, повторно сета слава треба да ја понесе Дуј. Така е, сега веќе... А беше веќе, поттикната така е. од нели гонета фактички на Да, по ќе политички биде поени од БЕСА и од ќе биде и од рехабилитирана, Алијанса за така. албанците беше гонета, а сега веќе добива поени на рачун на тоа што го испорачува СДСМ кон нив. Добро, имате да додадете или да ги најавам рекламите за да се префрлиме Можеме на овие на нови? рекламите, па ќе Ајде преминеме. да ги погледнеме првите реклами сега, па да продолжиме со интервјуто. Продолжува отвореното студио. Со мене во студиото е Билјана Ванковска, универзитетски професор, колумнист, активна во политичката сфера преку нејзини критики, добронамерни, односно го дава своето мислење во јавноста, меѓутоа ја снема од овие нели традиционални медиуми, повеќе беше активна на социјалните мрежи. Ова е прво појавување после 3 години и затоа ќе ја искористам додека е во студио, да поставам прашања кои што нели ми тлееја подолго време. Зборувавме за воинствените бои и за платформи етнички кои што се наметнуваат со секое ново формирање на влада во Република Македонија по 2001 година, односно после моментот кога беше наметнато да има коалиција помеѓу од нели македонци и албанци во Република Македонија и секоја влада нова се имаше нови Добро, тој прашања. дел ни бил континуитетот. Континуитетот? Почетокот, меѓутоа... Интересно беше да. кога ги спомнавте во истините бои, ме подсетивте на 2012 година кога изреагиравте на парадата на албанското знаме на 100 годишнината од формирањето на албанската држава, кое што се одржа во Скопје, мислам во салата Борис Трековски, во спортската сала Борис Трековски, кога постоеше на парада со нели обележја, знамиња, шарени по полицијата воопшто, да речеме Да. дури и беше предизвикувачки, беше провокативно и Видите, беше... дури зошто беше прво одржана во Скопје со присуство на лидери од регионот. Не, тие направија практично патувачки циркус. Централната прослава беше во Тирана, потоа во Скопје и во Приштина. Так. И сите лидери од, како да речам, сите албански земји практично се појавија на сите тие Уште тогаш ги настани. најавивте овие случувања сега, тоа ми беше најавено. За жал, ја многу работи сум најавила и знаете се, тука може би треба да кажам кога ми велат луѓето, ама тие очекуваат кога нешто прогнозирате се случи утре. И ќе ми рече, па гледаш дека нема војна? Ова е типичен синдром на пророчицата Касандра од античката историја, која била проколната од богот Аполон, да ја кажува вистината, да пророкува добро, меѓутоа да биде проколната никој да не ја верува додека не биде предоцна. Значи, вие предупредувате, вие укажувате, вие траекторијата ја сликате, затоа што има некаква логика до системот, не е до Груевски, до Заев, до Ахмети или до кој да е веќе четвртиот партнер на села или кој да е. Системот е тој што продуцира такви лидери, таков систем на владење, такви меѓусебни односи, делби, пазар, на база на штета на општото добро.
на штета на кохезијата на заедницата. Без оглед што сегашната риторика е ние градиме мултиетничко општество, инклузивност. Мислам, тоа се зборовите на сегашниот премиер. Уште тогаш, да, тоа беше еден бран на една сеопшта национална еуфорија. Човек може и да ја разбере до некаде, иако кај македонците постои оној нивен синдром на инфериорност, да речам, во смисла дека секогаш кој ќе покажат малку повеќе национален став, некој ќе ги плесне по раце, вие сте мнозинска заедница, не смеете да бидете такви, скротете си ги националните пориви, вие треба да бидете граѓански ориентирани и никогаш да не бидете македонци, затоа што дури станува непријатно да се изјасните. Меѓутоа, она што сакам да го потенцирам не е дека на тој национализам треба да се одговори со друг национализам, тоа е спиралата и тоа секогаш така функционирало, така и до војните во бивша Југославија дојде едно на друго. Меѓутоа, ако имате консоцијација, ако имате споделување на власта, секоја заедница, односно нејзините лидери имаат да испорачуваат барања. Македонскава заедница и нашиве лидери се всушност секогаш по слабата страна. Секогаш се тие кои испорачуваат и забораваат дека правото на вето го имаат и тие. Затоа што секој од нив може да каже, сега да, ама за да го имате тоа ефектуирано, треба да постои минимум диалог помеѓу етничките лидери во македонскиот блок. Тоа значи Груевски, Заев или кој да е, велам, не ми се битни имињата, битно е, имаме ние црвена линија, односно имаме ние став по ова прашање, дали нам не значи ова многу? Во тој случај нема да одиме во законски проект, во договарање и така натаму. Тоа е логиката на консоцијацијата. Верувајте дека не ми се допаѓа ова што го зборувам и сега мнозина може да речат ај оваа националист, па сега бара ние македонци. Добро, ако не Уставот го бара тоа. Логиката од системот го бара тоа. За да излеземе од тоа опасноста да бидеме оценети како не ми е мене тоа проблем. Ајде вака сега. Ако велиме инклузивност, велиме дека постои она тапкање по рака, па дури и по глава, никогаш да не се биде македонец, дека дури и мнозинската заедница секогаш испорачуваат, а имаат право на вето, може ли да побараат, барем во тој случај, во ред, барем дај да застанеме во овие односи кои што сега излегуваат од границите на Република Македонија? Затоа што и добрососедството со Бугарија, како што напоменав, и разговорите со Грција се дел од платформата и веројатно голем дел и улога игра токму платформата во таа насока. Тоа е сложен мозаик Дали во насока на таа коалиција, сега, фактички, брзањето со договорот со Бугарија е некако резултатот од тоа? Ако се сложиме и се сложуваме дека во изминатиот 6-месечен период самата влада нема испорачано кој знае какви реформи во смисла на демократизација на политичкиот систем, на законски нови решенија и така, освен, не знам, закон за пушење, укинување радиодифузна такса и нешто така. Закон за пушење уште го нема и тоа. Добро, ама го пуштија во оптек за да се занимаваме со тоа, нели? Сам као некој многу важна работа. Радиодифузна такса има нели укинувањето на екстерното и екстерното, така. Целиот акцент е ставен на надворешно политичката активност. И тоа во еден исклучително забрзан период. Значи се стеснува, се води кон некој, ја кога на почетокот го спомнав и името, како нешто што се очекува. Тие веќе е отворено. Политичарите го најавуваат во рок од 4 месеци. За кои реформи пофали Хан? Хан, не можете да го земете... Како инсерт во вашиот одговор. Што пофали Хан? Еве, вие имате напредок во реформите. Во кои реформи? Кога вие сте чуле некој европски комесар да не им рече на овие наши слаби ученици, лидери, да им рече, добри сте, ќе ви дадам цветче на рачето за да работите подобро, да ве стимулирам да бидете... Во ваква ситуација цветче на рачето не, затоа што следниот ден излезе и рече европското знаме се злоупотребува. Каде е напредокот?
напредокот? Значи, од една страна ќе стапи морков, знаете што е тактика. Значи, морковчето е наградата, што сте послушни, па ќе ве пофалам. Па еве ќе ве охрабрам. Тоа го зборува и дел од нашата јавност, вика па да им дадеме време, па сега дојдоа на власт, па чекај. А додека ние им даваме време, се решаваат и ото што мене ми пречи е. Не можете вие во надворешна политичката агенда да туркате толку интензивно, без при тоа да ја имате консолидирано домашниот двор. Значи, домашните главни задачи ги немате решено. Почнувајќи од она што го гледаме сега, буџетот што планира, каква е редистрибуцијата на средствата и така натаму. Значи, тоа се животните прашања за граѓаните. Ние се занимаваме со Грција, добро, Грција е стар проблем. Сега као голема работа со Бугарија, вклучително и црковниот проблем. Значи, сите прашања кои се врзани со македонското прашање, ги води една влада која дошла пред 6 месеца, еден премиер, јас ќе бидам искрено онака како што сум и на социјалните мрежи, за кои мислам дека има одредена инсуфициенција. И во смисла на елоквенција, на вербално изразување, на артикулирање на мисли, ја не знам ни како преговара, ни што преговара, ни... Значи, јас лично зборувам како граѓанин кој мора да биде загрижен кога пред себе нема кредибилен лидер кој тој едно вели верувајте ми, ќе ги бранам националните интереси. Меѓутоа, се што прави е во обратна насока. Помалку е шокантно да видите пречек на бугарски премиер во манастир и кршење на секуларноста, на принципот на секуларност, на уставноста на оваа држава, со сите тие церемонии таму. Зошто? Затоа што Зоран Заев бил верник. Зоран може да биде верник 100 пати, меѓутоа Заев е премиер. Посетата на манастир и не е нешто ново. Орден е веќе... Орден е орден за заслуги за Македонската православна црква. Па сега ако прашувате зошто хан ги пофалил, им дал пофалба, зошто МПЦ, што направил премиерот, односно и како може државата да ја помага на црквата кога се одвоени. Кога се одвоени? Сега, ако одиме по оној принцип на етничка делба, ваква таква... Што се декларира како левица? левица? Каква левица? Социјалдемократите заборавиле што е левица? Немојте, мислам да не се шегуваме. Социјалдемократијата и конзервативците се како Пепси и Кока-Кола. Па сега, ако вие тука наоѓате некоја финеса во вкусот, тоа е умешност да ја најдете. И јас лично никогаш не сум имала ни илузија дека е тоа лева идеологија. Само на празни зборови, залетот што го добија со шарената револуција, тука малку им помогна да се брендираат во таа некаква насока, меѓутоа мерките што се преземаат се далеку од левичарски. Ако добиваат пофалби за реформи кои што не постојат, и ако веќе оценуваме дека ништо не е направено, освен надворешната политика, која што нели ќе им ги отвори вратите кон евроатлантските интеграции, кои што пак се треба да се према. Добро, така се вели, нели? Тоа е како беше морковот на крајот се евроатлантските интеграции. И ако земеме дека се брза да тоа отпочне, нели, преку сите најсензитивните прашања за македонците, кои што нели треба да замижеме, како беше пораката, да еволуираме, влагаме во ЕУ и НАТО, човече, дали се влегува во опасност? Ова се малку може и вие ќе поскокнете. Дали се влегува во опасност? Да речеме, веројатно системот кој што беше опишан за режим бил во право. Бидејќи ништо освен надворешните односи кон Бугарија и кон Грција и кон двојазичноста нема преземено, а се вели дека се направени реформи. Не ве разбрав зошто бил во право режимот. Затоа што се велеше дека нема евроатлантски интеграции, овие велеа не, Груевски стои на патот на евроатлантските интеграции и го кочи, е пречка, а овие се нели лажни пречки Грција и Бугарија. Нели беа потребни реформи кои што требаше да се направат? Дали се реформите во судство направени за да биде... Токму тоа. Значи, јас не ја разбирам обседнатоста со
Груевски, со режимот. Груевски може да ни биде интересен како осомничен, обвинет во судски процеси и така натаму. Може да биде интересен во смисла на партиските внатрешни превирања. Тоа е голема партија, единствена опозиција која постои во парламентот, барем за македонскиот дел, како да го наречам. Значи, да, он е интересен од тие аспекти. Не за она што се случува во моментот кога целата одговорност е на оваа влада која има легитимитет и легалитет. Така што пречки, не пречки. Постои обседнатост која што постојано се истакнува. Да, во риториката. Со тоа се добива изговор зошто немаме реформи, груевизмо, толкорел, пуштил, метастази, тешко е. Не, вие гледате како убаво луѓето влегуваат како во разгазена чевла. Ова момчево што леташе до Аргентина, гледам 2 дена, 3 дена, авионска карта се дебатира у Македонија, што е тривијално и е бесмислено и патетично, меѓутоа зборува за систем на односи кој не се менува. Значи имате промена, да оставиме Аргентина, може да ви дадам друг пример? Може, има многу Првиот примери. човек на владеачкото мнозинство кој што ги правда патните трошоци. И уште се ја обвинува јавноста дека само они биле онеправдани затоа што морале да патуваат. Значи, привилегиите, начинот на владење, репартизацијата на државата. Значи, сите тие процеси се процеси на континуитет. Никој не сака да си го промени кејфот и задоволството од држењето на власта. Затоа велам јас, кога ние од позиција на наука ги гледаме работите, гледаме како низ општествен процес. Ниту почнало вчера, ниту завчера. Значи, едно на друго. Кога Груевски дојде на власт, тој најде изорана нива, што тој може само да ја посее и да жнее. И жнееше 11 години. Сега овие доаѓаат на веќе нешто дало род, се си вика се како да го менувам ова кога е 120 луѓе во пиар. 120 луѓе во пиар, што е нели поголема бројка од онаа за која Груевски машинерија, пропаганда и така натаму. Уште покоен Роберто Беличанец велеше во Македонија нема новинарство, има само пропаганда. Значи тоа ништо не е променето. Веројатно и бројкава не е дека тие имаат некаква стратегија медиумска да не ги перат мозоците, иако ќе им треба заради овие надворешно политички прашања да држат, ама не гледам дека се многу успешни, затоа што овие ликови не поминуваат кај обичниот човек, некој твитераш, некој дечко на Фейсбук или што. Мислам, тој не може да допре до обичниот човек од нели врзан за земјата со некои традиционални своји сваќања вредности. Дали за да не помине? Тоа е агенција за вработување. Дали можеби отварањето на Волку драстично, повторно ќе кажам, сензитивни прашања како договорот со Бугарија, кој што предвидува отварање на македонската историја еднострано, отварање на македонските медиуми кои што они ги имаат право нели да посочуваат што било што не било. Тотално асиметричен. Едно е што е асиметричен, ако е асиметричен во однос дека ќе разгледуваат историјата за македонско-бугарските, дека 7 бугари и 3 македонци, асиметричен во однос на моќта. Што ќе се презема тука? Кога се подпишува меѓудржавен договор, вие учебници и медиуми, ако се погазате, апсолутно, да. Или не го подпишувате. Значи, дали може би затоа не поминуваат од вие 120, 240, 360 пиер, колкав и да е? Колкав и да е, не може да помине. Вие можете, како беше она, да лажете еден број луѓе одредено време, повеќе, меѓутоа не можете цело време. Цело време ќе дојде денот на испорачување на сметката и резимето. Тоа се наближува и мислам дека кулминацијата секако би дошла, поврзена би била со името. Она што мене ми се чини и што всушност и ми пречи е дека надворешната политика не се надоврзува на внатрешната, обично е така, имате некаква кохезија, имате диалог, имате национален интерес, имате консензус околу нешто, од тоа, значи јавноста го прифаќа и потоа одите во тие надворешни односи. Ние имаме мантрата ЕУ, НАТО, нема друга алтернатива, меѓутоа чекорите до таму се разликуваат затоа што имате сериозни пречки. Ова што сега се прави, секого го доведува малку во забуна дали се испорачува нешто што е однапред ветено. Имате такво чувство? Имам чувство такво, се разбира. Се разбира, затоа што вие така
главом без обзира, што би рекле србите, одите во некакви авантури кои биле жешки костени за сите пред вас, и за Црвенковски, и за, да не ги редам, други политичари, сите се запирале до една точка кога вели, чекај да видам јас да не се ризикувам, да не се преиграм. Многу е интересно што истите оние што го критикуваа договорот, односно не, тогаш беше декларација за добрососедство со Бугарија, и сите што било каков однос кон Бугарија, па дури и самото ВМРО беше обвинувано за пробугарска партија, која што еве сега ќе не спои и дрве и камења се фрла, сега сите истите некако замолкнаа. Добро, тоа е тој дил, тој договор дека сега треба да се представи како голем успех, решителност, лидерство и така натаму. И знаете, помалку е смешно, пред неколку дена беше премиерот во Србија, од каде што гордо ни најави дека ги заштитил малцинските права на македонците во Србија, што се едно беззначајно тело како процент. Беше отворено прашањето за македонското малцинство во Бугарија кога беше... Тоа сакам да ви кажам. Значи, ваму вие одите во Србија и кажувате немојте да се секирате, ние македонсково малцинство таму го штитиме. Од другава страна прифаќате дека нема малцинство, ги имаме и овие интервјуа за бугарските медиуми и така натаму. Значи, едно тотално или неснаоѓање, или одење во насока на испорачување на нешто што е ветено, со гаранција дека ќе има бекап, ќе има грб, ќе има поддршка и дека е тоа можеби добро. Знаете, како шок терапија, како ампутација, да ве доведат во таа ситуација и вие да после немате каде. Практично тоа е она што ми се чини се случува. Зошто? И сега ви кажам зошто, затоа што постои вакуум, нема контролни механизми, нема опозиција, имаме номинално, меѓутоа таа помалку ми наликува на она војничето во Словенија, они се као отцеплjuju, ми као не дамо, нешто се преправаат. Ми се чини дека сето ова глуматарање и во парламент и надвор од него, дека бранат национални интереси, е глума. Ништо повеќе. Значи, те немаат кредибилитет. Опозиција во едно општество не е само партијата, опозицијата е јавноста. Во демократијата. Ако јавноста во демократијата, во поблиската историја, беа студентите и професорите и интелектуалците, кои што во едно време беа подоста погодени, така и се отвори еден фронт на 5 фронта кога почна да игра тогашната власт, кој предизвика, нели, социјален немир и беше апсолутно, си пукаше во нога, си пукаше во нога и од тука проттекна и таа шарена револуција, после која што беше преземена, нели, меѓутоа тоа беше основата. Така. Каде се студентите, каде се професорите, каде се институциите, таа јавност интелектуална која што да не се лажеме. Сега да не се лажеме. И со вас кога комунициравме по телефон, кога се убедувавме за ова интервју, претходно разговарав со многу интелектуалци кои сите имаат некако, меѓутоа некако се повлечени. Дали кога веќе претходно се зборуваше за овие прашања и опасностите од овие прашања, не дадоа резултат, па луѓето замолчаа, меѓутоа што треба да се направи да се остави, или под број 2, веруваа дека можеби известната автономија која што беше загрозена на образовниот систем или известни пари кои што недостасуваа во образованието. Да, еве, јас нафрлам за една слика да дадам, а после јас ќе ви кажам, значи пари кои што требаше да влезат во институциите, а не влегоа сега повторно, ви ги разочара, еве зборам како фела, не кон вас. Фелата се уште не ги чувствува ефектите од финансискава редистрибуција. Па нема не да ги почувствува сега. Па затоа што сме на минимум, што да ви кажам, ако моите студенти седат во студена училница, ако ја имам само една креда, ако воопшто си купам креда, значи функционираме на минимум. Дали тоа не е приоритет пред ова? Или можеби, како сега, дали реакциите ќе зависат едно од друго? Знаете што сакам да ви кажам? Знаете зашто ве прашувам за ова? Знам што ве прашувам, дозволете само да ви кажам веднаш да скратиме долгата приказна, направиме кратка.
привид. Знаете што е привид? И оние фантастични сцени на кои јас сум учествувала и кои до солзи ме доведувале од трепет дека ги гледам младите полици разбудени, елоквентни, стамени, едно цвекенце не згазија, мирни протести, достоинствени, бараа своји студентски права. Излеговме и ние професорите и во знак на солидарност, потоа почнавме да биваме заокружувани така натаму, не е битно, ајде, и тоа помина и така натаму. Постоеше некаков интерес на една фела. Во тој момент сосема легитимен, затоа што владата си пука у вода. И онака универзитетот дише на шкрги, таа го фатила да го дави и да му наметнува државна контрола и така натаму. Тоа се стои и држи. Меѓутоа, киднапирањето на автентичноста на тој процес е погубно. Затоа што никогаш порано немало така спонтано будење во една позитивна смисла. Каде се сега? Па лажно било, тоа сакам да ви кажам. Таман ако цвеќенцето почне да расте и вие го сосечете, не може да очекувате пак да ви процвета на пролет. Немаше пролет. Едно од моите интервјуа во тој период на шарената револуција, кога сите странски медиуми, регионални се, беше воодушевено, сите зборуваа за македонската пролет, за словенечки дневник, ми се чини, дадов едно поголемо интервју, баш така на 2 страници, насловот што го издвои самиот новинар беше дека револуцијата, под наводници, не допира до обичниот човек. Тоа ви е привид на еден фин, интелектуален слој, среден, екзистенционално, активисти со добри плати кои се шетаат така по 2 сата, па кученцата, па точаците и така натаму. Тоа остави привид кон надвор, остави привид и кон внатре дека нешто се случува. Меѓутоа фактот дека е сега молк, дека главните луѓе што беа во првите редови се кооптирани од системот, во пратенички клупи, во советнички клупи, во пиар клупи, во се и се што го шмука тој арсенал системот. Пленумецот младо едно момче кој влезе во мојот кабинет да ме замоли, се уште се сеќавам на неговата возбуда, на солзи во очи, на неговиот искрен оној порив кога бараше поддршка од професорите, сега работи во едно министерство. Значи, тие, сакам да кажам, што беа некаква, да речеме, можеби авангарда, набргу спласна ова, се претвори во политичка револуција, движење, whatever, сега се веќе вработени, веќе се кооптирани од системот. Ја кога ги прашувам, имам среќа да или не среќа да предавам во прв семестар на прва година, политички систем, елементите да им ги објаснам на политиката, ги прашувам, меѓу другото и, сте чуле ли вие за студентски пленум? Сте чуле ли вие за студентски активизм? Знаете ли нешто за тоа? Еве, оваа генерација прашува. Едва и 20-тројца дали слушнале за тоа. Идејата на пленумизацијата на студентското движење, на активизмот, еве во најдобра смисла на зборот, беше да се негува, да се пренесува од постарите 4-та година на оние од 1-та година. Нема се тоа. Се пренесува во влада. Се пренесува во влада и сега нема кој. Сега нема кој. Се вративме на сегашни Square One, актуелните што ви состојби. Ако тогаш беа внатрешен проблем, сега имаме, мислам, доста прашања кои што задираат во идентитетските прашања кои што нели изискуваат нешто порив однатре за да нели се бунтува човек ако му се загрозени. Да, ма Каде се професорите, повторно ќе прашам. Професорите, оставете ги професорите, тоа се обидов да ви кажам, тие ниту биле револуционерна авангарда, револуционерна во смисла на интелектуална, не на менување, рушење на режими. Тие се кетмени, тие ви се конформисти, тие ви се салонски интелектуалци. Го спомнавте претходно Ману. Ману собранието го имаше одложено за да не побара. Оставете го Ману, значи од молчењето од време, не знам, на лустрација на мртви писатели до се што се случуваше, молчеше, ескивираше, наоѓаше мани. Наоѓаше начин да ескивира. Така што јас не очекувам ништо од Ману, не очекувам, верувајте, ни од мојата фела.
Она што ми е жал е пропуштената шанса. Јас мислев дека ако се негува еден начин на критичко мислење, на артикулација, Коректор на било која власт. Коректор, така е. Овие ќе сгрешат, пак им станеме, пак им кажеме. Сега има фалби дека пак им станеме, сега лесно стануваме, гледам дека тоа лесно станување малку е... Не, мислам дека обичниот граѓанин сега, ако зборуваме ние за некакви елитистички кругови, па дал Не пак ќе само се елитистички, диgne. Не е тоа. Тоа не е тоа. Тоа е врвот на сантата мраз, она доле останува зачмаено. Јас зборувам, ако сакате критички и активен граѓанин, вие морате до секого да допрете, до секого, добро не 100%, буквално, ама до што поголем број на луѓе, особено оние кои се и маргинализирани социјално, запуштени, несигурни, уплажени. Мене ми е лесно да сум интелектуалка. Мене не може да ми дадат отказ од работа туку така. Да чукнам во дрво, ама мислам не можат. Сакам да кажам, лесно е да си критичар или јавен интелектуалец или бунтовник кога ти е социјалната позиција гарантирана. Јас зборувам активен граѓаник имаме тогаш кога тој нема да се плаши дека ќе го изгуби и своето службеничко, работничко место или било какво. Ние имаме замолчена јавност. Од друга страна се случуваше паралелен систем на протести. Едни протести, контрапротести. Цело време функциониравме на два колосека. Така? Вклучително до ескалацијата, до кулминацијата во април, 27 април. После тоа, ја не гледам дека и тоа го снема на еден многу грд начин со една шокантна сцена и така натаму и со неснаоѓање на лидерите на тоа движење. Сега више поминало време не ни вреди да се рефлектира на тоа. Меѓутоа немало култура на цивилен отпор. Сега зборам за ненасилен отпор, нешто што е својствено за демократијата. Значи, треба да знаете колку упорно, како ќе градите сојузништва, како ќе се ширите, да не премине во насилство, а да извршите значителен притисок на власта. Сега сме ние како издишан балон. Издишан балон, тотално ја не гледам живост и енергија и слично. И обично ја цитирам, има една брилијантна канадска публицистка и активистка Наоми Клайн. Книгата нејзина Доктрината на шокот е нешто што јас сега го гледам во Македонија. Кога ќе шокирате, она прави метафора со електрошок, кога почнуваат таму 50-тите, 60-тите години, кога тука сме некаде кај електрошоковите. Значи она ги прави како студии на случај од Чиле што му се случи со Аленде и така натаму, па се до Шри-Ланка, цунамито и така натаму. Кога една нација е обезглавена, кога е шашардисана, кога е тотално издишана, кога како се да е исцедено од неа, поради долга политичка криза, поради долга неизвестност, поради долго менторирање, туторирање од надвор. Практично вие немате лидер, немате некој да артикулира, нема кредибилна личност. Ние не можеме да најдеме 5 луѓе, еве сега да лицитираме, на кој поголемиот дел од јавноста би му верувал на збор. Ние сме тотално поделени, тотално раскарани и бездушни. Мислам дека во овој момент ни треба време на опоравување. Ајде сега вака, ако сме веќе кај тоа, како ние дојдовме до тоа да не може да се излицитираат петорица зад кои што ќе застанат луѓе? Се правеа паралелни, дали сега тука рековме дали е тоа од надвор или од внатре притисок. Со помош од надвор се направи Пржинскиот договор кој беше оценет од една добра структура, добра зборам како маса, како квантно, како бројка, како бандитизам. Од другата страна беше прославено. Значи, поделбата прва. Се направија паралелно судство, значи се изигра нели со паралелен систем во судството. Се изигра со паралелен јавното обвинителство, па и во судството нели се бараше дел да има специјално судство исто како, значи имаше упади. Се направи двојба во владата со министер, па технички, па ваков, па двоен од двете партии. Се направи, имаше закани за паралелен парламент, кој што фактички место во парламентот се одлучуваше во Пржина. Значи, идеи. Во сиот тој период не остана политичка фигура која што не беше чепната. Дали било од врвот на ВМРО ДПМНЕ, дали било од врвот на ДУИ, значи зборам за големите играчи, дали за врвот на СДСМ, дали функцијата председател, дали воопшто се беше направено
до тој степен да се издише, да нема сега лидер за да може да се игра на еден ваков... Не можеме да ги мапираме факторите, затоа што практично беа соучесници во тоа што го прави. И не можеме сега, да, ние ќе речеме ги натераа странците. За да некој те натера, треба да си слаб и да те држи со нешто и да си уценет и да мораш практично да учествуваш во оваа акција колку траеше, 6 месеци или 3 години, 4-5? Значи, тие играа како тој малку безобразен вид за кокошката што вртела клупчиња, нели, за да не биде лесна. Јас тука не можам да најдам оправдание за никој. Значи, соучесништво. Пржинскиот договор беше излегување надвор од Уставот. Значи, прво, склучуваат некаков договор на територија која не припаѓа на територија на Република Македонија. Да објаснам за јавноста, тоа, значи, резиденција, односно територија на амбасада припаѓа на државата. Тоа е принцип на екстериторијалност. Спод принуда, односно присуство на странци и така натаму. И овие нашите буквално прифатија се. Пак е тоа резултат на долг процес на она што се вика меѓународен state building, односно интервенционизам во водењето на овие лошиве ученици, па малку ќе те шлапна, малце ќе те пофалам, па ќе те подучам и така натаму. Значи, зошто? Сега вие сакате интелектуалци. Нема, интелектуалната елита е одраз на општеството и обратно. Значи, ние сме си компатибилни. Не може вие да очекувате едното да одскокнува од другото. Тоа е едно врзано коло. Во континуитет никогаш не се негувала критичка мисла, никогаш не се негувала критичка мисла и луѓе кои нема да бидат сателити на едни и други. И во овој изминат период, ако нели ме прашувавте зошто не сум била јавно активна и изложена, па омразените луѓе беа така наречените релативизатори, неутралци. Експерти е погрден збор од поодамна. Меѓутоа, овие неутралниве не можеше да им се прости. Зошто не фатиле страна? И секоја страна можеше да ги стави у сендвичи, да ги... Така не се гради ни интелектуална елита, ни никаква. Ванковска, време е за уште малку да одмориме со вода. Следува уште еден блок на реклами, па продолжуваме потоа. Валјда, веројатно ќе дадеме одговор на ова прашањето. Ајде рекламите да ги видиме уште еднаш. Последниот дел од ова вечерашно отворено студио со мене е професорката Билјана Ванковска. Разговараме за актуелните случувања во политиката, која што, како рековме, е повеќе насочена кон меѓународните односи, односно кон она добро соседство, кое што е поттикнато, сега да му додадам уште еден дел за овој трет, како беше Македонија е виновна за се или Македонија не може да не е виновна за се, со кое што се влезе нели во изборите во декември. Реков, во овој дел треба да дојдеме до одговор на прашањето што тоа денес се раѓа над Македонија. Меѓутоа, еве, си патиме ли од потребата за мит, за глорификација на лидер? Читам дел од колумните на провладините медиуми, каде што дури овие зафати и покрај големиот шок и критика кој што знаете како известни диви животни кои им светнат фаровите се укочуваат во место, и мене на тоа ме потсеќа македонската јавност во моментов. Па ајде нема да читам за делот, нели, како тоа се глорифицира лидерот. Се создава ли една лажна слика? Постои ли потреба од такво глорифицирање, од митологија за лидер? Постои во слаби држави, постои во држави во кои нема демократија. Да речеме орденот даден во манастирот е дел од тоа? Па секако дека е политика на континуитет. Јас ќе ви кажам и пример дека, например, некаква награда, орден, не знам веќе како да го именувам, доби бившиот премиер Груевски од УКИМ, од мојот универзитет. И јас се чудев зашто заслужи, какви научни или... Тој ја вршеше својата работа, па при тоа и не бевме кој знае колку баш и привилегирани. Не е битно, сакам да кажам, се лицитира со лидери, секоја гарнитура си има свој лидер и она што е најпатетично е дека квалитетите на тие лидери се
не знам како да ги Се гради опишам. систем во кој што се уништува критиката Имате лидер, глорифицираат лидерите. значи можете и од пингвин да направите лидер. Ако имате добар пиар, ако имате медиуми, ако постојано една иста верглате приказна за некого и така натаму, и ако тие со тек на време малци се почнуваат да се уживуваат во тоа и добиваат месијански призвук. Тоа е многу опасен систем на владење. Систем на владење заснуван на лидер, велам, постои во општества кои немаат демократски структури, па од страф или од клиентелизам, непотизам и сите изми врзуваат за едно јадро. Дури и тој што е прв човек не мора да е првиот и најмоćниот. Тоа е празна една школка, меѓутоа ја добил улогата да биде лидер. Затоа имаше една прекрасна колумна Венко Андоновски во која правеше парафраза со шаховска игра или во некоја од овие игри со фигури во која ќе ви ја снема главната фигура, вие се сложувате заеднички да земете едно камче или едно дрвце, па и ќе речеме ова е кралицата или кралот во шаховската игра. Значи можете од било кого, од било што. Ако врвот на некаква, сега ќе бидам многу груба и мнозина ќе ми замерат, меѓутоа еве нека и професорска ароганција, пошто ние работиме и со паметни луѓе и со млади луѓе од кои нели се обидуваме најдоброто да го извлечеме во смисла на интелект, на развивање на тие некои способности. Ако вас врвот на правничката фела ви оличува една Јанева, ја бев шокирана, морам да признам. Мислам, ако таа стана јавен, специјален јавен, зборувам за капацитетите, а потоа земете ги политичкиве лидери и се друго, така што изгледат се на едно приближно ниво. И сите сме виновни за тоа. Ако може некој со просек 6, што едва и завршил правен факултет, да му ја доверите една од поважни две улоги, па нека е и малку вонуставна, ама треба да ја носи со интегритет и со знаење. Вие имате човек кој не знае две реченици да поврзе. Премиерот е, тоа веќе го напишав неколку пати, нема да биде шокантно ако го кажам и вака вербално, беше страшно да го гледате во Обединетите нации, мислам како крши јазик, како може да не најдете еден човек, лидер у партија, во толкава партија, да не го одберете најдобриот. Тоа ви зборува дека нема систем на позитивна селекција, на стимулирање, на кадри кои ќе го носат товарот, ама вистински ќе го носат. Со визија, со елоквенција, со знаење, со вештини, со се. Вие имате буквално секој може да биде лидер. Ако се договорат во даден круг, ќе бидете лидер, ако не, тоа е тоа. Во насока на главното прашање кое што стои на кајрон доле цела вечер, ќе го парафразирам Љубиша Георгиевски, нели, професор и режисер и политичар, садор, кој што вели СДСМ го изгуби митот на државноста. На државотворна партија. На државотворната партија, на државотворноста, кој што сега се тркала по улица. Има ли кој да го фати? И па сега видете, ако ВМРО го изгуби митот на патриотизам, затоа што видовме како неславно завршија и во некои клучни моменти подпишува, се пренемага, го обвинуваа Заев за виткање кичма, тие подпишуваа и виткаа кичма и сето тоа. Тогаш и овие го изгубија истото. Така што од аспект на Македонија е поразителна. Се согласувам дека во моментов ги нема двата пилара. Едниот е државата, ама не во смисла на столбовите, имаше добри забелешки за тие наши употреби на англицизми. Столбот на државата во смисла на демократска политичка заедница, на институции. По тоа мислам држава не само на националните интереси, а од друга страна ние не живееме во космополитски свет. Живееме во систем на државни нации. Го изгубивме и тоа. Едните го прокоцкаа едното, другите го прокоцкаа другото. И сега е прашањето на вистина што се раѓа над Македонија. Нас вечерва не стемни, нели? Темно е вечерва.
Јас некако И на картија или само едно чувство? имам повеќе верба дека македонци, луѓе кои ќе го сочуваат тоа свое чувство, ќе го има повеќе кај оние што се надвор од Македонија, во диаспората, во соседните држави, таму каде што тлее. Кога јас комуницирам со Павлос Воскопулос, Сега да например. кажете дека повеќе е загрозен сега македонизмот и македонците дома, отколку во диаспората. Не само мене ќе ми замерат ако кажам дека сум македонка, а консоцијација ме тера, не ми дава трета опција. Значи, сега така како што сум по ДНК ме мери. Кога влегуваат во парламент, знаете дека пишуваат што се поетнички заради гласањето, заради Бадинтер, што е кршење на човековите права. Ја имам право и да не се изјаснам, ама нашиот систем ме тера, ако станам пратеник, да се изјаснам. Овде имате дефанзива, имате притисок и немате артикулација, нема кој да го соопшти ова другата страна на равенката. Од надвор исто така ви прават некакви комбинации, па добро, голема работа ако ви го сменат името, па што сте запнале толку. Јас мислам дека тоа пакет на повеќе за македонштина, тој збор го потребува Павлос Воскопулос и јас му се воодушевувам со каква топлина, со каква звучност, убава мисла, значи не националистичка, ама вистина македонскиот идентитет за кој тој се бори во една држава која е недемократска, која не ги признава малцинските права, значи тој е исклучително храбар човек, вреден во смисла на нели она што го прави ви може да членка на Европската унија и на НАТО. Апсолутно. Слично е и со нашите во Бугарија, еве иако склучивме договор за тие се продадени. И оној момент кога ние овде може да станеме, не знам, северно македонци, што ќе стане Павлос Воскопулос? Што ќе стане оној во Пиринска или било каде? Што ќе станат во Албанија каде што бараат бугари? Имено. Така што ние овде ја носиме одговорноста за сите што живеат секаде, иако мислам дека на тие луѓе што ќе бидат надвор од границите, никој во тие демократски држави, например, јас имам ќерки во Канада, никој нив нема да им замери кои ќе се пишат македонки и ќе ги попишат. Ние овде ни попис не можеме да направиме. Од тој етнички пазар и тие стравови, колку сме и што сме. Ајде тука да завршиме емисијата. Јас се надевам дека ова нема да биде прво после долго, нема да биде последно, нели пак да чекам 4 години или 3 години за да ве повикам и добијам во студио. Ви благодарам за ова опширно интервју што одвоивте време од вашето драгоцено и имате премногу обврски, нели? Вам ви благодарам на вниманието. Се надевам дека чепнавме дело до на што се вели што тоа денес се раѓа над Македонија, односно што тоа не очекува кога ќе се разбудиме од овој шок како што нели разговаравме и дали сета ситуација ќе продолжи да биде издишан балон или некако ќе се обидеме да го напумпаме повторно. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер, останете со програмите на телевизија Нова.